Навистина се проблем. Гладни се и бесни, а со тоа и опасни. Зборуваме за кучињата скитници. Но дали овој проблем е нерешлив, како што изгледа кај нас, или сепак постојат некои решенија? Токму неподготвеноста за справување со кучињата скитници, кои, според некои проценки, само во Скопје ги има околу 6000, ја покажува нашата ниска култура на однесување спрема животните. Од соодветните организации, изворот на овој проблем го лоцираат во неодговорното сопствеништво, но и во неорганизираноста на надлежните органи. Тажните слики на масовно отруени кучиња во Пехче во извештаите за каснати луѓе продолжуваат да зборуваат дека од проблемот кој државата не може да го реши страдаат и животните и луѓето. Упатените коментираат дека проблемот со големиот број бездомни кучиња по улиците е индикатор и за нашата зрелост и култура на однесување. Во други земји повеќе луѓе да бидат искасани е незамисливо, затоа што таму сите кучиња се згрижени и вакцинирани. Тие велат дека држава која сака да биде развиена не смее да си го дозволи тоа и не треба да штеди пари за решавање на овој проблем. Од невладината Анима Мунди велат дека на улиците во Скопје има околу 6000 кучиња и оти не може сите да бидат ставени во стационар. Ниту еден стационар не може да го реши проблемот, додека изворот на проблемот не се реши. А изворот на проблемот е неодговорното сопствеништво. Имаме постојано нови и нови кучиња на улица, затоа што имаме неодговорни сопственици, неодговорно целосно општество, затоа што имаме неконтролирано размножување на кучиња. Во Советот на град Скопје оваа недела се гласа за основање ново претпријатие кое ќе се грижи за проблемот со уличните кучиња. Со ова досегашниот стационар Вардариште преминува под надлежност на градот, а со новото претпријатие кое ќе се вика Лајка ќе управуваат и дел од невладините организации. Моментално Вардариште е одговорност на комунална игиена, како што знаете, а нивна примарна дејност е се освен третманот на животните. Па сакавме ова малце да даеме нов момент и да даеме на значење. После ова ќе имаме фокус и на самите вработени то исклучиво ќе работат на овој проблем. Од градот велат дека до крајот на март треба да заврши регистрацијата на домашните миленици и тоа ќе придонесе за одговорно чување на милениците и нивно ненапуштање од собствениците, што кај нас често се случува. Сонја Богдановска, активистка која живее во Канада, вели дека освен миленици кои ги шетаат нивните собственици во град, е несоодветно да се видат глутници на бездомни животни. Таа посочува дека во оваа земја бездомните кучиња се згрижени во природни средини. Во Канада не постојат улични кучиња. Тие кучиња, сите кучиња се здомени. Во градот во кој јас живеам, во моментот се регистрирани околу 100.000 кучиња, само кучиња, домашни миленичиња. Се направија масовни стерилизации кои беа организирани од невладини организации, кои тоа се повеќе групи на организации кои се работуваат заедно со градот или со провинцијата и се правиат тие масовни стерилизации каде што наталитетот на кучињата се намали на многу голем број. Додека се чека институциите да го решат проблемот без да штедат пари, во Скопје може да се видат и убави примери од граѓани кои станаа синоним за градски јунаци. Тие сами дошле до идеја да ги хранат уличните кучиња, затоа што дека продаваат, виделе многу скитници, па им било жал и смислиле дел од парите кои ги заработуваат да ги даваат за да обезбедат храна за кучињата скитници. А како се справуваат со овој проблем, например, во Истанбул? Во овој град со 15 милиони жители има неколку десетици илјади домашни животни кои всушност и немаат дом. За овие животни се грижат властите. Ветеринарен автобус оди во различни населби во градот, каде што граѓаните носат бездомни мачки и кучиња кои имаат потреба да бидат lечени и zgrijeni. Yani bir faydamız dokunsun diye, çünkü gözlerinin kapandığını gördük ki zaten sürekli biz kampüste çalışıyoruz. Sürekli böyle ihtiyacı olduğunu gördüğümüz hayvanlarla ilgili Sarıyer Belediyesi ile de iletişime geçiyoruz zaten. Посетителите на овој турски град, кои се воодушевуваат од старите џамии и отомански палати, често се изненадени кога гледаат мачки и кучиња како безгрижно лежат и седат на најдобрите места во кафулињата и рестораните. Како и Мевлуде, многу други жители на Истанбул се обидуваат да им помогнат на четириножните пријатели во нивното соседство, оставајќи чинии со храна и нудејќи им за солниште покрај нивните врати или прозорци. Сега градските власти ги зголемуваат напорите за лечење на уличните животни, а со тоа и на жителите кои доаѓаат во контакт со нив.
Ветбас е мобилна клиника која по неколку дена е стационирана низ разни населби во турската метропола. Bu hayvanlar sağlıklı olmadığı zaman zoonoz dediğimiz bu hastalıkların antiparaziter olanları hayvanlardan insanlara da bulaşabiliyor. Dolayısıyla bu hayvanların sağlıklı olması insanların sağlıklı olması demek. Bu yüzden bu işe çok önem veriyoruz. Грижата на жителите на Истанбул за животните на улица делумно доаѓа од исламската традиција. Yani bizim hem dini hem de bizim Türk geleneklerine göre bizim merhametli olmamız lazım. Hani o bizim vicdanımızı yaralayan bir durum. O yüzden hani bu hayvanları biz sahipsiz bırakmıyoruz. Законот за заштита на животните, донесен во 2004 година, ги принуди општините да се грижат за уличните животни. Во Истанбул има и 6 здравствени центри. Нивната цел е да вакцинираат, стерилизираат и да се грижат за околу 130.000 кучиња и 165.000 мачки кои живеат на улиците. Mikroçip numarası üzerinden tanıyabiliyoruz. Mikroçipini de okuyalım, gösterelim size onu da. Bu mikroçip okuma cihazı. Mikroçip okuma cihazıyla üzerinde tarama yaptıktan sonra bir numara çıkıyor ve bu numarayla VetNet isimli veri tabanına girerek hayvanla ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Животните опремени со микрочип потоа се враќаат назад каде што се најдени, а некои се прифаќаат од поединци. Според Демирлек, фактот што животните се добро нахранети и загрижени гарантира тие да бидат смирени и го ограничува секој агресивно однесување. Но бројот на кучиња во изминативе неколку години останува прилично висок и покрај напорите за стерилизација. Ние систематски ги стерилизираме, но животните што не ги фаќаме продолжуваат да се репродуцираат, објаснува таа. Поради развојот на овие услуги, општината лани се грижела за 73.600 животни, што е многу повеќе од 2.400 во 2004 година. Во Истанбул немало ниту еден случај на беснило од 2016 година. И додека општината одбива да каже колку чинат услугите, министерот за земјоделство и шумарство Бекир Пакдемири деновиве изјави дека неговото министерство обезбедило околу 6 милиони долари за поддршка на локалните власти во цела Турција за грижа на уличните животни меѓу 2009 и 2018 година. Нашите Facebook, Twitter и YouTube постојано се отворени за вашите мислења и коментари во врска со тоа како да се реши проблемот со кучињата скитници. До гледање.